Поштовани гледачи, добар ден, добре дојдовте во новото издание на емисијата Ваш термин, 12:30 вторник. Знаете, секогаш е време кога стартуваме емисијата, ве информираме за проблемите со вашето здравје и сето она што се однесува на вас, за да овие информации кои што ќе ви ги доставиме бидат од ваша корист. Денеска малку сето она што се случуваше во изминатите денови поврзано со оние TikTok предизвици и 20 на дечиња завршија со скршеници, повреди на рацете, на телото во ургентните центри по болниците. Малку ги поразговараме на таа тема, меѓутоа првично поводот ни беше за она што негде на крајот од септември општина Кисела Вода го отвори или го направи за жителите на општина Кисела Вода. Значи се отвори еден центар во соработка со Гаспар Центарот за психофизичко здравје на децата кои што живеат во Кисела Вода, или може и пошироко, Фики, така? Или само од Кисела Вода? Сега за сега се работи со Кисела Вода заради големиот број на корисници, за жал. Значи даваат бесплатни психолошки, логопедски и дефектолошки третмани. Значи ќе ни каже Фики како дојде до таа соработка. Тука е вклучен и центарот кој што е на мојот денешен соговорник, тоа е Фики Гаспар кој што е психолог. Ќе ни каже нешто околу тоа, веќе 2 месеци практично функционира центарот. Какви се проблематики таму третираат, колку има заинтересираност со страна на родители кои што ги носат децата таму. А исто така и ќе проговориме за сите овие проблеми кои што, кажав претходно, се однесуваат на младите. Добре дојде за прв пат во новата сезона и драго ми е што си денес овде. Да, здраво и од мене. Ви благодарам за поканата. Так. Како се случи да се отвори центарот во Кисела Вода, каде што сте вие вклучени? Јас, како член на Македонското научно здружение за аутизам, бев поканет на една трибина од општина Кисела Вода, која што се случуваше во објектот на Биљана Величинец, кој што има Домот на култура. И така ги запознав дел од вработените во општината кои што се одговорни за социјална работа и за образованието. Значи имавме една убава трибина каде што беа некои 200 наставници, кадар од училишта присутни. И при тоа запознавање, ние правиме годишен конгрес, логопедско-дефектолошки и психолошки конгрес. И нешто поразговаравме тука дека би било убаво и објектот им е доста соодветен за да се одржи овде. Ние покажавме интерес, они ја препознаа позитивната идеја, познавајќи ги претходните години кои што сме го организирали конгресот, и се договоривме заедно да го направиме и да биде дел од општината, со тоа што имаше своји представници, многу од учесниците кои што дојдоа беа исто наставници, учители од Кисела Вода, и стручен кадар во училиштата. И поразговаравме така со тимот дека стварно има за жал многу потреба за овие наси услуги кои што ги даваме, затоа што во последно време се повеќе и повеќе се гледа дека имаме одредени диагнози кои што се почести. За жал тоа веќе истражувањата го покажуваат и статистиката, но и каде што нема диагноза, каде што има одредени задоцнувања во говор, развојни доцнења кои што се покажуваат за жал на малите. И од тоа заедно ја креиравме таа идеја да како би било, дали би било од бенефит да можеме да им овозможиме на луѓето од општина Кисела Вода да попристапно да им биде, а во овој случај да и финансиски да им биде олеснување да можат да ги носат децата на тие третмани кои што знаеме дека се многу потребни, но за жал комерцијално и имаат финансиска тежина голема за семејствата. Со оглед на сите терети што ги имаме ние како луѓе во последно време. И така некако успеавме, они најдоа објект, кој што тој објект се средуваше според сите стандарди, пошто ние секако како Гаспар сме лиценцирани преку Министерството и овде ни беше многу важно да исто така се
нели и тој објект во кисела вода го лиценцираме со тоа што нели првично мораше да биде според сите стандарди на законот и на министерството. И така испадна идејата. Ги средивме работите во текот до средината на септември и после почнавме со работа. Со тоа што морам да кажам дека ние предвидувавме некоја заинтересираност која што испадна дека е многу повисока, поголема заинтересираност него ли нашите предвидувања, со што уште повеќе нели го докажува тој на момент дека вистински имаме потреба за овие услуги. Ние всушност секогаш кога говориме на некои одредени теми кои што вие ги третирате, секогаш велите дека навистина бројот се зголемува со проблеми кај со развојни доцнења и со спектар на нарушувања како што е аутизмот и така натаму и други некои проблеми кај децата, и еве сега со ова што велите дека навистина има заинтересираност, се потврдува дека навистина децата имаат проблеми. Кој се е вклучен во однос нели на третманите, логопед, дефектолог? Така. Значи, ние кога ја почнавме цела работа, го нарековме ова некој пилот програма, која што испаѓа дека не е баш пилот програма, тука е доста сериозно и ефикасно работење. Ги имаме 3 услуги, тоа се логопедска, дефектолошка и психолошка услуга. Во логопедската и дефектолошката нели одат тие класични дефектолошки досија, проценка на развој, третмани кои што ние ги работиме во нашиот центар и на другите локации. Значи ние тоа како работа, затоа и општината препозна дека ние можеме нели да го работиме, да одговориме на тоа барање, поради тоа што нели во портфолиото видоа дека ние веќе уназад со години се занимаваме со тоа, имаме успешни приказни. И покрај логопедската и дефектолошката имаме психолошката, која што е моментално најмногу насочена кон поддршка на семејствата. Или поточно нели семејна системска психотерапија, која што е многу важна, посебно кога се работи нели за семејства каде што има одредена дијагноза, одредена здравствена состојба, ретка болест која што исто нели доаѓаат дечиња кои што имаат ретки болести, кои што за жал нели страда и развојот. Така да имаме еден тим кој што се покажа до сега дека функционира добро и еден склоп на услуги кои што се покажа дека е многу важно да се работуваат за напредокот да биде соодветен и да биде малку побрз нели од тоа што го очекуваме. И можам да кажам веќе 2,5 месеци работиме активно со тоа што се покажува дека е добра идеја тоа што го направивме и дека интересот за жал се уште расте, покажува дека уште има дечиња кои што родителите за прв пат доаѓаат, родителите забележуваат сега со се поголемата нели свесност која што се случува за овие работи и подемот нели на свесноста во овој период од неколку години. Така да од една страна е многу позитивно што веќе има рана интервенција, значи не се чека да се поминат одредени години, туку се почнува многу порано, кој што укажува нели дека е добро и резултатот е многу подобар со работа со тие дечиња, а од друга страна па за жал зашто имаме толку потреба и што се случува зашто толку работите и статистиката за одредени дијагнози се укажува дека зачестена е. Така. Да. А што е најчест проблем, значи зашто најчесто доаѓаат? Еве да издвоите нешто во поголем број, значи кажавте дека од сепа нешто, меѓутоа што е тоа што најмногу? Аутистичен спектар нарушување мислам дека е најприсутен во нашата работа. Добро. Иако и развојната дисфазија овде, нели ние дека ги работиме и психолошките моменти, тие не се врзани за дијагноза, туку тие се моментална состојба. Исто тие се многу присутни, проблеми со училиште, проблеми со концентрација, знаете, меѓу себе, проблеми со релации во однесување сите тие. Моментално ние сме посветени во центарот во кисела вода на правење проценки. Значи се уште сме у таа фаза, замислите колку голема бројка на деца имаат потреба да бидат со тоа што нели прегледани. Тимот прегледани со тоа што тимот задачата
знаете, кога работиме ние, не е само квантитативно да ги поминеш сите, туку треба и квалитет да се даде во работата. Така, за да има и потоа да, ефект. за жал тие развојни проценки си имаат своја тежина и не се баш едноставни, нели бараат од самиот терапевт, секако и од детето и од семејството да бидат прилично нели посветени на тоа што го работат и ние се уште сме во процес на правење на тие проценки и селекција и одредена категоризација, да кажеме, иако наша работа не е да правиме диагнози, секако ги препраќаме во државните институции кои што го прават тоа, но сега за сега повеќе сме нели насочени кон тоа да направиме една целосна слика за што се случува и според статистиката за жал најчесто ни доаѓаат со развојна дисфазија и аутизам. Да. Значи, сепак, навистина, она се покажува, кога секогаш говориме за аутизмот, дека навистина многу стана честа појава кај дечињата. Да. Така, на што се должи тоа? Никогаш не се знае некоја точна причина, меѓутоа, со оглед на тоа дека навистина многу е зачестен. Многу тешко прашање зошто е зачестеноста, нели има секако генетски фактор и средински фактор. Меѓутоа излегува сега дека во последно време сите практично имаат генетски предиспозиции. Да, знаете како е, значи многу е тешко да се утврди секој што е трето причината. дете, така? Мислам дека моменталната статистика е 1 на 34 деца, ако не се лажам, порано беше 1 на 54, иако треба да се види, статистиката се менува цело време каква е моменталната статистика. Тоа можам да кажам дека моите колеги во Македонското научно здружение за аутизам водат евиденција, иако нели нема официјален регистар на лица со аутистичен спектар на нарушувања. Во последно време, кога разговаравме со колегата професорот Трајковски, груба проценка која што нели не е докажана е околу 20.000 луѓе во Македонија дека се со аутистичен спектар на нарушување, што е голема бројка, која ќе се види дека многу од нив не се диагностицирани, иако нели аутизмот знае да се има и различна клиничка слика, некои се доста високо функционални, некои се пониско функционални, така да тие што се високо функционални некогаш поминуваат и недетектирани, но сепак нели е значајна бројка и е специфична состојба која што си бара насока од повеќе професионалци и следење кое што дава. Да, ние секогаш кога говориме за овие проблеми кај децата, секогаш потенцираме институциите, нели одговорните кои што се еве на функција без разлика дали градоначалник, дали министер и така натаму, да има што повеќе предавања во училиштата за ова, што повеќе децата да бидат информирани, за да на некој начин, колку повеќе им се зборува, со толку повеќе некако свеста да се подигне, можеби нешто ќе им влезе во ум дека нели треба да се направи во однос и на булингот, во однос на ова и сето што се случува со социјалниве предизвици. Морам да го поздравам градоначалникот Орца, бидејќи тој навистина имам информација дека не само центарот, туку и децата со атипичен развој вели добиваат бесплатна стручна поддршка од институтот за специјална едукација. Дали тоа се мисли на вас? Не, тоа се мисли на факултетот. Да, на факултетот, при филозофскиот факултет и тоа е за поздрав. Има цензорни соби во основните училишта. Тоа е нешто што е за поздрав и мислам дека тој треба да биде пример и за останатите градоначалници. Не сум информирана дека негде на друго место ова се случува, треба да биде пример за да некако повеќе се вклучат во вакви процеси за да се со цел нели за доброто на децата, како и за сите овие случаи што се случуваат во однос на социјалните медиуми и нивните негативни влијанија, а и да се помогне на децата кои што имаат пречки во развојот. Кажете ми, општината се покрива, значи затоа е бесплатно, така? Да. Ние сакавме да снимиме малку со него еден краток разговор, барем 10 минути, меѓутоа некако не успеавме временски да се договориме, премногу беше зафатен. Меѓутоа се надевам ајде во некоја следна прилика, така се договоривме ќе направиме некоја комбинација, можеби ќе повикаме и некој од кај вас од логопедите, од дефектолозите, па ќе направиме некоја комбинација. Ќе се надевам дека ќе успееме во тоа. Кажете ми како стојат сега работиве околу ова што е актуелно изминатава недела? 20 дечиња, TikTok предизвик Супермен.
Како да се решат овие проблеми? Некако Знаете, ова не е нешто кое што е сега моментално. да, се случуваше постои и одамна, порано, затоа да. велам како да се реши. Еве, се извинувам што те прекинувам. Имаш информација дека во Австралија веќе со закон е забрането до 18 годишна возраст децата да имаат мобилни телефони и пристап до социјални медиуми. Да, знаете, тоа е одредено нас- прашање кое што се зборува и еве и сега и во Европа. Така. Знам последно Франција имаше некои насоки во однос на тоа како да се размислуваат на менување на одредени закони за користење, мислам дека кај нив е до 16 години идејата. Не сум во тек, не знам дали нешто од тоа они усвоија или не, но секако нели целта на технологијата е одредено олеснување и подобрување на квалитетот на животот, но се доаѓа со одредени негативни елементи, како што е тоа кое што нели сме кажале многу често дека а и нели самите програми некогаш имаат телевизијски нели возраст во која што е препорачливо да се следат или доколку се работи за под таа возраст да е следена програмата со одреден родител или старател. Во овој случај нели на социјалните мрежи го немаме тој момент затоа што сметам дека е тешко нели да се лимитира тоа. Со тоа што децава училишна, предучилишна користат многу често, нели ние даваме насоки, уствари педијатрите најмногу ги даваат тие насоки дека до 3 години не треба децава да имаат никаков пристап на екрани. Чисто од развоен аспект, а после тоа нели дека треба да биде тоа лимитирано времето кое што го поминуваат, но да биде запазена и што е тоа што го гледаат на тие екрани, уствари под какво влијание се тие изложени. Кога зборуваме за овие предизвици, знаеме дека нели тие се чисто за да може да се опфати таа нели социјален момент каде што децата се чувствуваат дека припаѓаат или кога нели ги изведуваат тие некои предизвици, за жал кои што ете некои од нив се и опасни и можат да бидат прилично штетни и да се повредат деца. Сепак тоа е заради одредено социјално конформирање со групата, каде што нели таа работа најверојатно овој период станала тренд помеѓу младите и е нешто кое што е интересно. И они затоа го прават без при тоа нели да се припазе на последиците кои што нели знаеме дека деца, луѓе на помлада возраст, причинско-последичните моменти не ги доживуваат и не ги перцепираат исто како и возрастните. И тука доаѓа нели до тој проблем каде што се најчесто се случуваат одредени повреди кои што се проблематични баш од тој аспект заради тој причинско-последичен момент кој што ни е многу важен. Секако ние насоки даваме кон родителите во секој момент да бидат во тек на тоа што прават своите деца на социјалните мрежи, да ја следат нивната активност, доколку нели има нешто кое што нив ги загрижува да секако да контактираат доколку се работи во училиште или со децата од училиште да реагираат на другите родители и на училиштето. Секако ние сме овде нели доколку имаат потреба од консултација или од помош во целата таа работа, да комуницираат со своите деца, нели посебно ако се работи за училишна возраст каде што може нели да допрат до нив и да им објаснат некои работи дека може да се повредат, да им објаснат нели што е добро наспроти што е лошо. Тие насоки се многу важни, а и секако нели таа одредена превенција во однос на внимание за што можат да предизвикат тие социјални мрежи, пошто за жал сега има многу апликации каде што може да отворите и било каква содржина да прелистите и таа содржина не е помината низ некој филтер кој што нели ќе овозможи заштита за малите, а знаеме дека веќе деца од рана возраст, па некои за жал и од предучилишна возраст веќе имаат телефони. Така. Јас би сакала да прочитам нешто што една мајка го имаше напишано на Facebook во однос на овие проблеми. Вели вака: верувајте, има многу повеќе повредени деца. Моето дете во вторникот скрши рака, другата тешко повредена, за среќа не е скршена. Дури вчера пред спиење ми призна вели дека го натерале да го прави TikTok Superman Challenge и дека од страв да не го исмеваат, прифатил. Дека страшно е што се случува во училиштата. Страшно е што детето има страв да се врати во училиште заради
одредени деца кои дозволено им е се. Но јас, вели, ветувам, нема вака да остане незабележано и сите вмешани ќе одговараат. Правиме муабет, вели, за 10-11 годишни деца. Каде е емпатијата? Каде се децата кои го бедувале да биде фрлен, бар да му се јават да го прашаат, дури не се ни јавиле да го прашаат како е нивниот соученик. Значи, пазете на децата, луѓе, ова е сериозно опасна игра и многу деца не се осудуваат да кажат што им се случило, нели, заради тоа што сакале да си ги заштитат другарите. На некој начин ова може би од оние дечиња кои што ги тераат другиве деца им вршат може би некој булинг, присилен. Знаете или како кажавме дека мораш тоа да го направиш, инаку нема да бидеш дел од нашата група. Едноставно, па да, видете, некоја уцена. Го кажавме тој момент, нели, на социјална прифатеност, кој што е многу важен кај сите нас, не само кај деца. Социјалната исклученост е тешка форма, нели, која што личноста како личност ја доживува многу болно и многу тешко, затоа што ние сепак сме социјални битија и научени сме да функционираме така. За овој конкретен случај, нели, има многу работи што треба да се проверат и се надевам дека, нели, тие одговорните во училиштето и ќе ја проверат работата и ќе се средат работите како што треба. Многу често знае да се појави, нели, моментот на булинг. Сега се работи на тоа да може, нели, точно да се, иако веќе има правилници, точно да се утврди што е булинг, што не е, затоа што, знаете, некако има некоја, чувствуваат луѓето дека има некоја сива граница, заради тоа што се случувало порано, па што го сметале само како дружење, сега некои работи се променети. Тоа што можеме да кажеме за булингот е дека во последниве години има голем замав и работите се многу посериозни за разлика кога гледаме историски наназад. Нели, тоа е многу возможено и со глобализацијата и со социјалните мрежи и со моменталниот контакт кој што човекот може да го направи со било кого преку телефоните. Некои истражувања покажаа дека децава веќе и толку и не се резилентни како порано. Некои истражувања покажаа дека сега не можат ни толку да се заштитат, затоа што порано ако имало и таков момент, тој е бил во училиштето и после тоа детево, нели, кога ќе излезе од училиште, чувствува дома некоја сигурносна зона каде што е сигурен и мирен и полесно се поднесувале работите. Сега со социјалните мрежи, нели, сајбербулингот кој што го зборат, тоа се случува, може да трае константно. Затоа, нели, и таа намалена резилентност и поголема штета. Нешто е кое што гледам во последно време дека доста свесноста се подига. Еве, ние и исто од страна на општина Кисела Вода почнавме со работилници, тоа денес почнуваме со првата работилница, но веќе планот е направен, каде што ќе учествуваме ние, ќе учествуваат Центарот за социјална работа со својот представник, но и Министерството за образование со свој представник. И е нешто кое што треба да се разговара, затоа што па работите знаат многу да се прошират и да станат многу понегативни, заради тоа што, нели, овде се вклучуваат секако и родителите, кои што, нели, секој родител кога би се нашло неговото дете во таква ситуација, нормално дека ќе реагира. И некогаш работите знаат да во отсуство на некое решение, соодветно да излезат малку од пропорција, поголеми да станат, и е доста комплексна работа. И ние секогаш кога, иако ние, нели, не работиме главно и исклучително со тоа, но се среќаваме во моменти каде што ќе дојдат на соведување родители или ќе го донесат детето, кое што поминало одреден момент, нели, на врсничко насилство и секогаш е многу специфична работа затоа што мора да се земат сите фактори во предвид. И треба да се види кој е најдобриот начин да се оди напред и секако овде вклучува соработка со родителите, вклучува соработка и со кадарот кој што е на училиште, затоа што најчесто се случува тоа во училиште. Да, што е, поставам, нормално. Нели, заради тоа што они најмногу време поминуваат заедно на училиште деца и е доста специфична работа и е проблем кој што е сериозен кај нас,
кои што се надевам дека со текот на времето ќе можеме појасно да пронаоѓаме решение, затоа што многу често кога ќе се вмешат и родителите, и овде имаме примери каде што родители после со своји закани одат према од една и од друга страна, доаѓа до конфликт на семејствата, кој што е доста сериозна работа, покрај сериозноста на врсничкото насилство, и се искомплицираат работите многу често и е нешто, затоа викам, мора многу пажливо да се пристапува, а се зависи од соработката. Некогаш кога имаме соодветна соработка од двете страни, многу брзо се надминува тој проблем. И е нешто кое што сега и последните истражувања укажуваат, од психолошки аспект, баш го гледат моментот на зошто се појавува тој момент на врсничко насилство или на булинг, и како и скоро за сите работи имаме наследна варијанта, обично кога се гледа причинителот на тоа насилство, ја гледаме наследната варијанта и гледаме срединската варијанта, и истражувањата покажуваат, има некои интересни резултати кои што укажуваат дека до 3-та година е многу важно да се влијае на сето тоа и да се препознаат некои знаци уствари на антисоцијалното однесување. Тоа го врзуваат, го колерираат, многу го врзуваат со булингот, кој што уствари една појава каде што лицата се склони кон одредено однесување кое што е неприфатливо, неморално, или кое што има тешки последици. Секако тоа е врзано после и со други деликвентни однесувања. Комплексна е доста темата и затоа е многу важно уште од предучилишна возраст, доколку вработените, стручниот тим препознае во градинките, па и во училиштата, доколку препознае нешто, да реагира. Имаме некои моменти кои што ги правиме. Една вежба би кажал што е позитивна. Наставникот може во самото училиште да направи една социометриска постапка за прифаќање и за дружење, со тоа што може да им зададе една задача на децата да кажат доколку одат на екскурзија со кој најмногу би сакале да седат. И веднаш од таму се гледа кое детенце е по-социјално прифатено, кое детенце е помалку социјално прифатено, па да не кажеме исклучено. И сега ако забележите вие дека некој од учениците не е никаде ставен во тој момент, од другите деца дека сакат, овде е убаво да се обрне малку внимание, да се види дали е, што е причината за тоа и дали има основа на некое отфрлување. Така да, вистински е многу комплексна тема, каде што се вклучени не само психолозите, туку се вклучени повеќе професионалци кои што треба да го работат, а ако се влошат работите, па се вклучуваат и правниот систем, се вклучува и е сериозна работа. Се надеваме дека со вакви работилници свеста, гледам во последно време, многу покачена за врсничкото насилство, тоа па активира и момент на се повеќе луѓе да излегуваат со своите приказни, кои што пред тоа не ги кажале јавно. Да имаат храброст. А од друга страна, па нешто што го разговараме со колегите и со фелата е, знаете, од една страна ја имате покачување на свесноста, но кога вие ќе покачите свесноста, мора да имате и некој момент и некоја функционална програма, работа која што па ќе ги решава и последиците, не само да ја кренете, проблемот да го представите како што е, туку да најдете и некое решение. Така да е нешто кое што е сериозно, го работат не само ние кај нас, туку низ целиот свет се работи, некаде помалку, некаде повеќе, нормално, но е нешто кое што мислам дека за жал тек како ќе се движат времето и годините, како ќе поминуваат, се повеќе и повеќе ќе се занимаваме со тоа и ќе бараме во текот на времето функционални решенија за тоа што ни се случува, затоа што мора да имаме предвид дека со пораснување на технологијата и со глобализацијата и со унапредување на сето тоа, и ние како личности, како луѓе и како професионалци се наоѓаме во некои моменти кои што не ни се познати и не ни биле познати пред
нели 15-20 години, нешто каква што го разлика немало, има да. во 50 години уназад нашето живење Так. со тоа живење. Така да за некои работи ќе имаме момент каде што прв пат ќе се запознаеме, како со периодот на изолација во ковид вирусот, кој што се жал не остави и некои последици, поголеми последици, а секако ќе биде и со сите овие унапредување на технологијата и предизвиците, да. И сега, кога станува збор нели за ова, кажавме има дечиња кои што ги терат другите дечиња да го прават тоа, па овие, како што кажавме, прифаќаат заради тоа што ете да не бидат отфрлени од групата и така натаму. Значи, кога ќе се случи нешто такво на некое дете, и тоа дете кое што трпи булинг, а и тие кои што прават, треба да дојдат на психолог, претпоставам, или еве и други стручни лица. Да, знаете како, значи првото нешто што треба е да се комуницира. Деца кои што се чувствуваат дека се во таква ситуација каде што трпат булинг, мора да разговараат со родителите и да разговараат со стручниот тим да се пожалат. Од друга страна па многу често нели не сакаат да го изнесат тоа баш ради тој момент на срам, но и ради тој момент на замислете вие сакате да припаѓате во групата која што наводно нели го прави тој булинг, а што ќе се случи ако вие па се пожалите и ги кажете дека они го прават тоа, значи доаѓа некој вид на нели уште повеќе ги дистанцирате од себе и е комплексна работа. Уште повеќе тие ќе делуваат лошо врз тоа дете кога веќе нешто ќе каже. Големи се веројатностите дека нели тоа нема да биде прифатено баш така едноставно, туку ќе биде прифатено како предавство и како да. Затоа и како напаѓање и како да. И затоа е и комплексна темата. Секако треба да се работи нели со двете страни. Значи треба да се види ситуацијата, да се соочат двете страни, да се седне, да се разговара, да се види нели што се случувало, како се случувало и да може да се застане тоа и да се види нели колкава е таа група на дечиња, дали се работи за едно дете или можеби се работи за повеќе дечиња кои што го прават тоа, колку време презистирала работава, дали нели е само кон ова детенци или се случувало и со други деца, така да има многу фактори што треба да се земат во предвид за после да може да се пристапи кон некој си вид на решавање. Затоа ние па препорачуваме како овие вежби и други вежби што ги користиме, кои што можат наставниците во класот да ги направат со своите ученици, за да направат превенција на тој момент, посебно нели ако може да дадат до израз на тоа кои се ефектите од тој булинг, затоа што многу често при работа, знаете, кога ќе почнеме да работиме со некој пример, се гледа дека уствари и не се толку свесни децата што уствари предизвикуваат кај детенцето на кое што е изложен на булинг, затоа што од една страна нели можеби имате еден кој што го предизвикува тоа, нели другата личност е жртва, другото детенце, но ги имате децата и кои што нели се покрај тоа и не учествуваат од тоа, но го гледаат. Така, знаете, и тие не преземаат ништо да го не спречат тоа. Не преземаат затоа што па нели социјалниот експеримент укажува дека кога сме ние повеќе и кога гледаме нешто не е одговорноста кон нас и се прашуваме зошто јас од сите сега јас да бидам тој што ќе превземе нешто. Така. За разлика нели од колку ако е само една личност, тој беше социјален експеримент кој што беше направен кога на некој ќе му се случи, дали повеќе луѓе му помагаат дали луѓето му помагаат кога се повеќе или кога еден. Ќе видите дека во истражувањето укажува дека секогаш кога се двајца, тој што е сам си ја чувствува поголемата одговорност и мора да преземе. А обично има еден момент на латенција, на стагнација, каде што чекаме да видиме дали некој друг ќе така да има многу моменти, затоа нели навидом кажуваме не е едноставна работата. Треба да се превземат сите работи и да се видат сите фактори кои што се причина на сето ова,
А нели многу често сега во последно време се збори и за профилот на тој кој што го прави булингот. Така, да, тоа сакав да прашам колку каков е апелот од вас како психолог до родителите, бидејќи знаеме што се случи во Србија, нели, онаа трагедија, и сега на сослушувањето детето што се кажува и за неговите родители, па колку тука родителите треба да внимаваат, кој е вашиот апел до родителите? Да, нашата насока е секогаш родителите треба многу будно да ги следат работите со деца, доколку почувствуваат дека нешто е несоодветно и доколку нешто ги загрижуваат, да не го занемаруваат. Значи, збориме во момент кога детево е жртва на булинг, но збориме и во момент кога родителите ќе почувствуваат или некој ќе им каже дека нивното дете учествувало во и правело булинг, и тоа е многу важно, затоа што никој родител не сака ниту детето да му страда, ниту па да е причинител на нечија вознемирување или насилство. Така да, знаете, многу често укажуваме немојте да го занемарувате тоа со тоа што знаеш, детска игра се случува и порано во ред. Да не биде оставено ништо на случајност. Видете ги работите како сте, направите муабет, разговарајте со стручниот тим, разговарајте со останатите родители, видете ситуацијата кога ќе ги имате сите информации или максимум информации кои што ќе може да ги извадите, потоа носете заклучок нели што и како треба да се направи и пристапете кон некоја акција во однос на цела работа. Така да ние генерално ги водиме сите овие работи прилично индивидуално, иако нели имаме некои основни работи кои што ги кажуваме, секако се насочуваме прилично индивидуално кон секоја работа, пошто изненадувачки е колку нешто кое што е слично, уствари е сосема различно. Да. Сега ќе мораме да ве ослободиме, треба да одите, како што кажавте, во училиштето во Кисела вода. Мислам, че Невена Георгиевска дуња беше или? Не сум сигурен која беше, или сега ќе видам. Што точно ќе се случува денес таму, само да најавиме? Значи, ќе имаме работилница со стручниот тим на училиштето баш за булинг. Добро. Каде што јас како психолог ова е првата работилница од во низа, оние кои што треба да бидат. Да, ќе се покријат сите училишта поголеми во Кисела вода. И значи јас како психолог треба психолошкиот дел да се насочам кон ефектите, нели, се ова што дело што зборувавме од ова денес, а од друга страна па представникот од Центарот за социјална работа и представникот од Министерството за образование ќе ги покријат делот со социјалната работа и со баш образованието, вклучувајќи ги нели и закони и процедури, они имаат и јасна програма која што треба да ја превземе наставниот кадар доколку се случи таков момент, но целта на нас ни е малку да им помогнеме со имплементација на овие работи, а и да ги водиме низ одредени прикази на случај кои што ќе биде и како вид на дискусија каде што ќе се потрудиме да им помогнеме во нивните конкретни случаи, што е тоа, нели, повеќе луѓе ќе бидеме заедно од повеќе профили, да видиме како можеме најдобро да им асистираме во целава работа, и е нешто кое што мислам дека е доста добра идеја. Идејата беше на општината, нели, како што кажавме, за поздрав. На кадарот на општината, и мислам дека ќе биде позитивно. Мене лично ми е прв ваков начин на пристапување кон целата работа. Најчесто пристапуваме со предавања, со конференции каде што нели прикажуваме, но ова ќе биде малку по-интерактивно и ќе биде директно со одредени случаи кои што ние нели ќе можеме да го дадеме и нашето мислење во однос на тоа. Благодарам, Фики, што одвои време. Посакувам успех на сите овие работилници, значи да вродат со плод, да не биде нели само туку така, него да има и некој ефект од сето ова. Посакуваме нели сето она што го работите, да имате успешни третирања на дечињата на кои што им се потребни вашите логопедски, дефектолошки, психолошки третмани, за што и да е. Се надевам дека повторно некој представник од кај вас ќе дојде, па некако, како што кажав, да го поврзаме ова со општинава, да го снимиме и градоначалникот, за да направиме една емисија. Благодарам и посакуваме ве убаво да поминете сега на
на предавањето на работилницата и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам уште еднаш за поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека и сето ова што го слушавте околу овие моменти, околу проблемите со децата, ќе биде од ваша корист, уште повеќе што ако еве многу родители што ќе слушаат, ќе навистина ќе се грижат за однесувањето на своите деца и навреме ќе реагираат ако почувствуваат нешто дека не е во ред. Ве оставам во добро расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.